Добро вечер. Добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. И вечерва отворено ќе дебатираме, ќе ги кажуваме своите ставови и ќе бараме решенија. Која е вечерашната тема на дебата? Семени вредности, заборавивме ли на нив во ова време во кое што сите живееме? Во студиото на ТВ Нова имаме четворица гости, мои ваши вечерашни гости. Добро вечер за сите, добре ни дојдовте овде. Одиме со дамата, може нели? Може прво дамата, да. Гордана Блажевска-Спиридонова во улога на психолог вечерва, но и во улога на мајка. Па ќе видиме како стојат работите и од едната и од другата страна. Може така, нели? Да. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер до тебе, Кате, добро вечер до гостите, до емисијата и секако до темата. Се надевам дека ќе успееме да составиме нешто што ќе биде и интересно и можеби и корисно за гледачите. Супер, да. Добро вечер и за професорот Илијацевски. Добре ни дојдовте во улога на социолог и со така и татко. Ке чипнам и таму. Вие не знам колку сте подготвени за тој дел да ни зборувате. Може, нели? Зашто да не? Зашто да не, да. На оваа тема секогаш добре дојден искуства, нели? Да. Добро вечер за Калин Бабушко. Исто така во улога вечерва на татко на 3 деца, освен што сте предприемач, имате свој собствен бизнис и така натаму, но вечерва не за тоа. Вечерва тоа настрана, децата се приоритети, семените вредности и дали заборавивме на нив и како се снаоѓаме во таа улога. Да, сега, ако ја ќе пробам малку, нели, за разлика од претходните двајца говорници, ќе пробам малку од бизнес аспект да го начнам. Од бизнес да видиме како изгледа тоа, да. И добро вечер за Ѓоко Каджиевски. Исто така фудбалот нема да биде вечерашна наша тема, но затоа ќе биде. Да, за среќа, мислите така? Да. Добро. Добро вечер за таткото повторно на 3 деца и супер барав, мислејќи дека ќе најдам нели татко и мајка во односно во улогите, нели освен луѓето кои што ќе зборуваат од психолошки и социолошки аспект, ама како татковци се снојат во улога или со 3 деца, тоа ќе го дознаеме вечерва. Нели одлично е? Да. Може така? Тешки. Тешки прашања? Професоре, сигурна сум дека знаете оваа мисла од Жан-Жак Русо, мене вака ми звучеше најинтересно за почеток на оваа дебата, вели лошиот карактер на децата никогаш не е дело на природата, туку е последица на лошото воспитание. Да. И сега? Кога говорите за семејството, говорите за еден, како би рекол, нешто кое дури од самиот почеток на човековото создавање, не? Од оние први почетоци на човечката цивилизација, човек живее во група и таа прва елементарна, основна група е семејството во суштина. И ако ги прилетаме тие милениуми од тие почетоци до денес, таа група се менува заедница, но сепак останале некои вредности од тогаш, од тие дамнешни времења, на таа првобитни, би рекол, заедница до денес. И денес во време, на глобални промени, и денес кога говориме за некои заеднички општи вредности, дали можеме да ги детектираме, и во тој контекст, она што е карактеристично за една општество или македонско општество, и тоа кое е доста сложено, кое е и во однос поделено, во однос на и етнички, религиски. Последниве 20 години се создава една нова атмосфера, условно кажано во социјалната смисла, тоа е поделено во на социјален план, на изразито богати, изразито сиромашни луѓе. И сега тука кога говориме за вредноста, како би го разбрале, не двигател, туку нешто околу, ние го ориентираме нашето однесување према нешто, и секоја што може фундаментално, и тука е таа централна тема, што всушност денес во семејство, во овие услови се менува, каде сме ние тога и што покажуваат некои социолошки, психолошки истражувања, дали сме ние тука некаде кога се компарираме, споредуваме со некои други земји во светот, држави, заедници, и мислам дека тие се одговори кои мене ме така. Инаку моето во рамките на филозофскиот факултет пред неколку години започна еден нов институт, тоа е Институт за семени студии. И јас сум дел од тоа и го третирам некако тој проблемот на еколошките аспекти на семејството, не само во она, како би рекол, тесна смисла кога станува збор за однос на животна средина, затоа што денес се говори во тој контекст. Ние мора да се образуваме, да се воспитуваме
во крајен случај како да го одржиме земјата. Да. Тоа е се веќе фундаменталното прашање, но малци во еден поширок контекст на едно одржливо општество, општество на знаење и општество на вистински вредности. Тука така е тие лоцирани теми би било, иако многу малку можам да речи некои истражувања ми се познати, но за жал во Македонија не ги немаме тие истражувања да можеме поконкретно да проговориме за што всушност се случува на еден општ план за македонско населниство. Така, да. Во однос на од психолошки агол, кога или дали се случува психолошко пореметување, да речеме, или можете да ги лоцирате тие нешта кога станува збор за семејство во кое што има лоши семени вредности или нема семени вредности, не се почитуваат? Ако земеме дека семејството е базичната економска вредностна, релациона, комуникацијска на некој начин група која овозможува чувство на безбедност, сигурност и простор за непречено растење, да речеме на малото дете или деца, секако дека огромно е влијанието кое го остварува уште од раните години, па се додека не го напушти домот. Во тој контекст секогаш психологијата ги зима и другите фактори, и средината, генетиката, меѓутоа семејството со особините кои ги носат обата родители. Фром рекол дека во невротско општество има невротски граѓани, на некој начин ги пренесуваме и здравите механизми на живење и патолошките облици на живење. Најчесто, ако се нема време и ти можности за премногу, да речем, истражувања на науката и научните дисциплини, социологијата, што може да получи психологијата, тогаш често пати родителите и не се ни свесни кои механизми преовладуваат одредени, барем до пред некоја година, кога се уште владееше оној патриархален традиционален систем на структурирање на семејството и водење на семејството, тие вредности се пренесувале спонтано, од тоа и детето спонтано го гледало од начинот на живење на родителите, па тука баба, дедо, па како се слават, па празници, па обичаи, па некои дома ритуали што си ги имаат. Сега тоа денеска кога се во голема мера промени, не сум сигурна дека знаеме точно што значат новите, да речеме новините кои ги внесовме, а може да се забележи дека во голема мера го разложува оној вообичаен до сегашен сигурен начин на тек на семејството и одржување на семејството и може да се каже дека имаме проблеми. И се насмеавте. Супер. Да, беше во крајот, беше интересно. Да, може да се каже дека имаме проблем. Ја да си одиме се после ова. Кажете ми, Калин, како се снаоѓате со 3 деца и со кариера и со вркање на кариера и со се заедно тоа? Па кажа претходно, да. Имаме нели вредностите се малку пореметени и поместени се. Ја тоа викам цело време, мислам, нели, жена ми е таа која што е максималниот организатор околу целата работа, околу фамилијата. Ние на работа која работиме, например, имаме одредени работи која ги пласираме, ние викаме таргет група ни се жените, иако ние мажите сме само имплементатори можда на тоа, ама таргет група ни се жените. И сега, кога ќе тргнеме од тој момент, она има големо влијание, ја помагам колку што можам и колку што сум нели присутен во колку помагате? Во државава. Во проценти како? Не можам да или не можам. Да, не се навлегувам. Мислам на бизнис, нели релацијата. Да, ексо тоа да кажа нели колку иако нели 5%. Ама она што вие го кажавте кога што се поместени некои граници каде што ги спомнавте и бабите дедовците, ја тој викам тој е еден систем на баби дедовци да го нема, ја мислам дека ќе колабираме како систем ќе колабираме, мислам. Ја стварно и бабине многу помогна во еден момент. Па сега втората тура се близнаци. Значи на вистина градинките се нели перфектни секој такви, ама почнуваат болести, па кој ќе ги земе, па жена ми на работа, јас сум на работа. Сите више не било она како порано, нели жената дома е, мажот ги носи парите, нели двајцата мора да работат и така натаму. Јас сум приватен сектор, она не е во приватен сектор. Сакам да кажам дека поделени се некако врските, секој си има своја тежина, помагам ја колку можам и кај можам ускокувам цело време. И гледам, нели тоа го зборевме пред малку дека во викенди гледам да сум дома и да бидам цело време дома, иако сум нонстоп со нив. Но е пореметено. Се прибираш дома у 6-7 сат, така да ако ние порано како фамилија ни било дека
ручек морало да се биде, нели, да, три време сат. за ручек секој ден. Ние денеска имавме ручек, утре ќе имаме заеднички ручек и следниот кој знае кога ќе биде. Да, како е за време на работните денови? Нема ручек Единствено заеднички. околу вечерата само може да биде заедничка да биде, седнеме се разговараме и толку они влегуваат више да спијат. И тоа Тогаш е време за нас двајца и кој како ќе се легне више и готово, толку завршува денот. Да. Извинувам, ако Да. се вклучам Не, повелете. сега. Еве ова што го кажа Калин. Сушност порано децата може би многу повеќе ќе го почувствува ваквиот недостаток на родителот кој се враќа 6-7 на вечер. Меѓутоа мислам дека тоа сега веќе се поретко е случај. Тие седнати покрај компјутерите и гледајќи што има на интернет или вака на мобилниот и вака само ќе ти климна со главата. Тука сум. Значи, кај нас веќе е настанато и делува пореметувањето или барем поместувањето, ако се обидеме да се изразиме со поблаг термин, каде што веќе нас гледаме дека веќе и децата ја играат играта и ние веќе прашање колку комуницираме. Да? Они само го прифатиле тоа што глобализацијата и интернетот го носат и тоа им е добро дојдено, пополнуваат време, што ние сега веќе кажам нас тука ние пробам не чувствуваме недостаток или не и како се справуваме со тоа. Така Со е. тоа што го даеш мобилниот телефон или таблетот и Пополнете. си пополнуваш и свое време, он е задоволен, детето е задоволно, вие сте задоволни, уствари се отуѓуваме еден од Така себе. е, да. И почнуваат веќе вистина да стануваат оние реклами кои што се реклами, ама се реалност, каде што нели на лаптоп ги повикуваш фамилијата Да, да дојде на ручек. ручек. Баш Ручекот више нема вредности, нема, како да ви кажам. Да. И тоа е сега по старата генерација има проблем со тоа. Ние кои што имаме деца, нели се имаме проблем со нашите деца што многу рано почнуваат да ги конзумираат тие мобилни телефони и така натака. Ама тоа е. Тоа е, да. Господин Хаджиевски, како вие многу удамна беше првата керка, така, таа има веќе своји деца и сега Кати и Георг некако се тука, така. Затоа реков 5. Да, 5. 3 плюс 2. 3 плюс 2. Или Калин две рече, внучиња, помага така. дедот, јас сум Така. и татко Вие и сте дедо. и татко и дедо во Значи едно. двете улоги во едно. Да. Ама како години наназад, нели, ако покажеме само на гледачите колку време сте биле во Македонија, колку сте или во Македонија кога сте биле снимале своји одговорни нели улоги или функции, тогаш како со 3 деца? Как се наоѓавте ли како Значи, ги извршувавте обврски? Како делевте? Ако делевте ли Темата обврски? е интересна, можеме да зборуваме до утре. Да. Стварно има многу така различни и погледи, и примери, и како да кажам, периоди во кои, на пример, јас сум живеел во време кога сосема поинаку беше цела организација, кога немаше техника. Ова што зборате, внуката моја има 4 години, значи 24 сати е со повеќе зборува англиски него македонски, мада сигурно дека нема да превладат англискиот пред македонскиот, меѓутоа сакам да кажам, ете, доаѓа некој до друго време. Основното што сакам да кажам е следново, значи се зависи од родителите. Да. Сите овие работи може да се земат во обзир, да бидат вака или така, или, како да кажете, основната интенција нас на родителите е децата да бидат правилно воспитани, да бидат честни, да бидат праведни, реални и социолошки добро припремени. Значи имавме ние среќа да живееме во Значи, доста честни, како? Ај повторете, честни да бидат? Праведни. Праведни, добро. Потоа? реални, Реални, објективни, објективни, добро. друштвени, значи Друштвени. да едноставно се прифатени од средината. Во овој смисол сакам да кажам дека ние сме живееле во доста држави други, во кои поголемите две керки учеле во Јапонија англиски, учеле во Србија српски, учеле во Бугарија бугарски, учеле во Грција грчки и во основно и во гимназија Андреја. Значи во повеќе средини успеале да бидат прифатени. Ако кажам дека малата керка Катја со 4 години одеше во Атина во градинка и не знаеше ни да збор грчки, значи едно 5 месеци тортура доживуваше, ова ми го кажа наставничките. И вика, ова дете е херој, медаља ќе ја дадам, зашто успеа да научи перфектно грчки. Значи, независно од тоа што ја малтретираја, таа све издржа. И кога последна пауза беше за Великден, мислам така нешто, се вративме, едно недела дена имаја тие пауза за Великден, и кога се вративме, значи
сите тргнеа према неа да ја гушкат. Значи, ги освои ова што зборам, све зависи од Од дома, од воспитанието, така. воспитувањето. Јас имам 3 ќерки кои се сосема различни. И по менталитет можда. Штефи е поголемата 33 години е вака Пазете што ќе кажете, ве гледам. по сериозна, како да кажам. Андреја е организатор невиден. Мислам дека Она го ретко се организира. све организира она. Катја е дете која не зборува многу, меѓутоа со 2 збора можеш да прочиташ што сака. Значи јасно покажува што сака. Таа. И значи различни се доста, меѓутоа сите 3 имаат голем број на другарки со кои сите овие години, дали се работи за Стефи која е 33 години и нон-стоп се гледа со еден поголем број десетина другарки, Андреја 30 и 40. Организаторот секогаш организира. Андреја 100. Значи има сега преку ова Фејсбук, не знам ваму таму, тоа е не знам како се наоѓаат во цело Скопје секаде се на едно место и едноставно успева да се стигне секаде. прилагоди Добар секаде. организатор, тоа е тоа. И за нас е најважно да се тие прифатени, а ќе се прифатени ако се реални. Ако се реално. Значи ако се наметливи, ако форсират некои нивни размислувања, ако барат повеќе, ако се однесуваат во одредени Неубаво. моменти надмено и така натаму, сигурно дека нема да бидат прифатени. И затоа викам, да не зборувам сега многу, покасно сигурно ќе има други прашања, меѓутоа само да насочам дека перспективата на децата зависи од нас. Че има прилика да сакав да бидат спортисти, значи на Стефанија купив најскапа опрема што можеше да постои, Стефи граф, плаќав приватни тренинзи кај ова професионален тренер, меѓутоа гледам Вимблдон не гледа, Ролан Гарос не гледа и викам нема веќе часови ништо. Тераш други работи. Од друга страна внукот кога го усмеривме да игра фудбал, значи е 24 сати со главата во фудбалот. Меѓутоа моја беше интенцијата. Јас сакав да играм фудбал. Сакате некој така да има да му се радува. Зависи од нас. Така. Како и архитектот го припрема детето свое да биде архитект, како психологот или социологот, ние што разговараме дома, како и да е, тоа е ген. Ако ние го подгреваме и ако мислиме дека има перспектива таму, сигурно дека ќе фати корен. Ќе фати корен. Не можеме да ги оставиме улицата да ги усмерува нив. Дали ќе бидат лекари или ќе бидат професори или вамо таму. Многу зависи од нас. Да, треба да имаш талент, не може со сила да биде нешто, меѓутоа многу зависи од нас. Одиме на реклами, да не ги забораваме нив, па се враќаме со... Ја почнуваме дебатата, мислам дека така ќе биде. Вес првото. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање. 24/7 локална царина. Царински магазини во Скопје и Куманово. 180 милиони километри искуство. Ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. За
енергія, за здраве тело, за убаво тело, за любов. Г-Natural 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Г-Natural. Игра музика тапани по улиците за време на матурските вечери. Како славеа матурантите од Охрид, Струмица и Куманово. Гледајте ново во градот. Делците скандираат постојано Меркел отвори ги границите. Ракометна репрезентација се наоѓа пред клучниот предизвик. По моментов сме на Агнес Михајлова, во Белград малку свежо, градот. Екипата на телевизија Нова се наоѓа во општина Чача, која е една од момент како што можете да забележите војните бродови во позадина. Завршува изборниот ден овде во Србија. Многу европски земји тие многу успешно функционираат. Градот бараме со спортскиот директор Сашо Чириче. Нашата екипа овде на Лесбос успеа да анализира какво е пристигнување за гледачите на телевизија Нова од Малме. На бегалците од страна на Турција. Ита истражува телевизија Нова директно од Брисел. Игра музика тапани по улиците за време на матурските вечери. Како славеа матурантите од Охрид, Струмица и Куманово. Гледајте ново во градот. Ние веќе почнавме со дебата, еве, продолжуваме и натаму со дебата, мислам дека вака ќе биде како Волфова овој делот или за време на рекламите. Господине Бабушко, сакам да ве прашам дали може да ми кажете сега или да се прашате вака гласно, што е нормално? Или колку често сте се прашале што е она нормално, а што е она што има преднормално не? Па еве сега баш тоа го зборевме за време на рекламите. Не знам што е нормално. Ја мислам дека никој не може нема некоја дефиниција сега што е нормално, зашто тотално мислам има веројатно дефиниција некоја која што можеме да најдеме теоретски некој така натака, Што во наше време е нормално? Во Светска здравствена организација дефиниција на здравје е потполна ментална, физичка и психичка благосостојба. И кога ќе видите така нема здрав човек на планета, мислам. Не, пак само една дигресија. Да речеме, вие земете љубовта која родителот треба да ја даде, да му овозможи, односно детето да ја почувствува. Што е тука нормално? Ако вие го ставите него, односно она што
тоа да се занимава со само себе, односно да влезе во тој свет. Дали е светот сега на нормалноста да биде постојано на Facebook? Оној сайбер простор, оној простор кој што е имагинарен. Мислите дека тоа е љубов? Не, видите кога е тоа, кога тие информации постојано се, како би рекол, тоа ги абсорбира, не ги разбира или нешто разбира од тоа. Он го гледа тоа. Видите, особено кај децата, мислам дека тој свет е некако тие граници меѓу она што е објективно, на некој реално како би нарекле, не, и она што е нереално, таа граница е малку, како би рекле, не е така остра. И тука, барем во тие истражувања кои покажуваат негде веќе 10-12 години, го создават тој свет. Сега, од една страна, вие имате нормалноста, објективноста, како однесувањето, кое што сакале не тоа така се одвива, објективниот свет. Да, реалниот. Од друга страна, го имате оној другиот свет кој што е во таа ментална структура веќе е формиран, на некој начин. И почнува тој судир сега, натре. Веќе родителот го нема сега, ајде, дури се помали, во помалите години некако ќе може да го контролира. Али после 10, 12, 13, 14 години тоа оди малку потешко. Времето кое вие го поминувате е многу малку. Тука е училиштето, тука се другарите, условно кажано улицата, тука се оние вредности кои сега напаѓаат на некој начин. И добиваме сега каква личност? Да речеме хибридна личност. Нешто кое виде децата се најдуваат помеѓу она што е родителска љубов, семејство, они ги насетуваат тие вредности. Детето не сега да го навреди свој родител. Она знае што е поштеност, честност, го чувствува тоа на таков начин. Од друга страна, сите други механизми надворешни гледа нешто се случува неверојатно за него, за неговото разбирање. И почнува да се дели неговата личност. Некои забегуваат каде? Во дрога. Некои забегуваат, односно, одат во патологија. Некои забегуваат во другите сфери. Спорт многу малку има. Други активности кои што на некој начин го јакнат тоа пријателство, другарство внатре во групата, тешко постојат. Она група која се формира на улицата, таа има своји закони. Деца се докажуваат таму, они водат борба, не. Тие се закони кои што ние постарите повозрастни не ги знаеме. Не можеме да влеземе во таа група. И сега вие практично, ова што е барем дел од тие истражувања, кои ќе направите тие анкети негде на 18-19 години, на оваа сфера, вие добивате многу чудни одговори. Чудни некоја, кај се тие вредности? Дури би рекол дека ова што еве, она што мене, моето искуство, барем колку е 30 и пол годишно и 5-6 години на универзитет, како доаѓаат генерации, да речеме да ја земеме работливоста, како една од тие вредности. Позитивно. Она нагло опаѓа. Никако вие сега тешко може да објасните дека со работа, со залагање е успехот. Се добива впечаток од некои анкети дека над половина веќе не веруваат во тоа. Сега таа вредност она почнува да го носи во животот, дека во животот се успева по некои други канали. И погледнете се таа ситуација социјална која не окружува и вие што добивате сега? Каде тука се родителот? До се помали некако можете да ги носите, да ги убедувате. Време го споменувате, до кога вие до кое време имавте некакви до оној момент додека тие ќе излезат негде трета, ајде во гимназија, трета, четврта година, тука до некаде може да се тоа контролира. Во суштина тоа е таа символичка оној период кога имаме премин на возрастни и дури тој така се убедуваат тие дека од сега натаму ние сме индивидуалци. Во суштина и овој процесот на овој, што се случува на овој глобален план сега, веќе се е добиено, односно се е врзано за личност, за поединецот, за неговата индивидуализација, Вие добивате сега човек, личност, која што е некаде, еве сега вака во една карикатурална форма, дека добриот живот почнува некаде на друго место, некаде далеко, дека она што го обкружува повеќе не ги смета тие вредности, дека средината каде што живее не е таа која не му ќе му возможи успех во животот и го добива тоа што го добивате. Последните анкети, над половина повеќе, каде е животот? Надвор некаде. Пазете, внимавајте. Таму е некаде, каде што е правата вредност. Почнува сега да се, веќе тие конци натре во семејство да се искинати, тотално не.
Родителите се најдобар дел вклучени во овој живот на преживување, да се разбереме, ние сме барем над 50-60% од македонските домаќинства се содружуваат со тешки проблеми на преживување. Преживување условно кажано дека човекот од утро до, односно ангажираноста на работното место, кариерата не, ете го тука процентот зошто нема раѓање, ете го процент зошто се барем последниве 10 на 15, 20 години она што е социјална патологија е десетици пати во некои сфери зголемена. И ја добиваме сега таа ситуација која навистина е тешка. И се ние за какви вредности можеме да говориме? Ајде дојдете вие на универзитет да разговарате со студенти за кои вредности вие ќе говорите. Затоа што нивните перспективи сега, зборувам за македонска ситуација, се урнисани во основа на најголем дел. Оние чувствуваат неправдата, веќе добро да знаат, слушаат што се случува, не се ти изолирани, не медиумски, не се изолирани во рамките на соседството и сега вие ги добивате генерации кои што сега како би тоа во една реченица би го кажал, не, луѓе кои што не се препознаваат најголем дел себе си во онаа средина каде што живеат. Не се препознаваат. Добро, ама веројатно сме да ги генерализираме така или така. Мислам, ја знаете како цело време сакаме како луѓе сме се навикнале дека некој таму друг ни е крив и ја и сега да го кривиме него. Или никаде на друго место најдобро или подобро. Се сложам со вас потполно дека системот е таков каков што е, улиците се такви и така натака, тоа ги прави се врзано само со себе, ама разочаран сум заради тоа што никој од нив нема, мислам тоа преска ви го кажав, на вас ви го кажав, значи кај нас дојдат кандидати нака за вработување и ние сме кај Брос кафе и доле е полна кафичот, он е од 10 сат полн, мислам свакамо супер е кафичот и сето тоа е убаво, нели? Ама и он се вика кај мене доаѓа и вика зашо да работам кога доле види ги децава, мислам. Нели, и сега ја дел од моето време го губам, го инвестирам, уствари, така да го преведам, го инвестирам да го едуцирам тој човек дека ова се реалните вредности. Значи, ја и тоа го морам да го правам на работа, што се кај нас све помладена генерација. Што треба да го прави школскиот систем? Со секој почит кој што вие пресково го спомнавте како тие вредности, нели, искачањето навечер, не знам, ово, оно и така натака и така натака. И сега, нели, да правам некој баланс, па кога дојде дома у 3 саат бајле кој дошло, па кога се дојде на работа, викам ај иди си дома, боле поспи си малку. По-продуктивност и така си продуктивен, него ли да ми седиш тука на работа да ми седиш. Ќе дојде са бали на предавања во 10 во часот, дали може воопшто да следи предавање. Да. И какви луѓе после тоа искачаат таму. Сакам да кажам, ама многу сум разочаран дека нема желба, нема се од друга страна, па таа желба па е заради системот, заради тоа што вредностите се тотално пореметени. Добро, вие имате малецки, релативно мали деца сега и сега што? Мали гајлине се тие. Да, мали гајлине се. Мали гајлине, да. Ви го кажав преска примерот, нели, на сите ви го кажав тој пример каде што ние ги учиме дека според нас двајца, кога се договориме според мене и жена ми што е нормално, што е се некои вредности, како што реков претходно, ние сме двајцата од фамилии искочени и сме го вреднувале тоа седнување на ручек, фамилиарни ручеци и така натака. Сакаме тоа да им го наметнеме и колку што успеваме. Добро утро, добар ден, држање на вратата. Добар ден, имаме еден добро утро, имаме еден добар ден. Ја ги учам и влегуваат они во лифт, кажуваат добар ден на човекот не им кажува добар ден. И сега ме гледаат. Не е навикнат тоа да го прави. Да, и сега ме гледаат вака и како да им обяснам дека ова е нормално, ма не е нормално. Нели, нормално ма е оксиморонски, нели, нормално ма не е нормално сега, тоа е. Кога е нормално, а кога не е нормално. Или некој нивно другарче добива поклонче одма, како ќе заплача, ја им кажам дека треба да ги вреднуваат тие некои материјални вредности кои што ние двајца им ги пружиме така. Не е дека не може да им пружиме, него не може тоа така да биде. Сега можеме, ама утре можда нема да можеме, и се тоа треба да се свати дека. И кога е тој суди она што говори. И кога е другиот татко на 3 ќерки и во прашање неговата Тања вели јас сум секогаш попопуслива кон децата, а тој секогаш ми вели нема да им се даде се така начинија, треба малце да се запре. Како со запирањето? Јас сум строг, мислам, тоа ми е професија, јас сум професионален фудбалски тренер, значи јас ако не можам да скротам 30 професионалци, 25, тогаш како ги скротам, ствари обратно, ако не можам, ако не можам, трите како ги можам, 30, поготово мангупи, позитивни. Значи, јас сум построг, јас не давам, Тања е нормално, како мајка е, секоја чест има
големо осмерување, многу повеќе учела со децата него јас. Затоа што сум сигурно бил многу поотсутен, меѓутоа сум редовен, многу повеќе од не одам по школите кај децата и ги пратам сите работи, че ги контролирам и помалку давам за излегување. Да. Значи, имат избор, јас не им кажувам со кого да се дружат тие, кај да излегуваат тие. Меѓутоа, мора да има некој ред. Значи, во тој смисол, затоа кажав, факторот човек е најважен за се во животот, не институцијата. За било која институција. Ако се работи за човек и во оваа ситуација кога разговараме сите овие работи, треба да сме позитивни. Значи, од нас не треба да сме депресивни. Ние живееме во многу лоша средина. Уште ќе кажам, ние ова што се случува во Македонија, верувајте ми, значи живее во многу држави, не што сум го прошетал овој цел свет, нема континент на кој не сум бил. Меѓутоа, јас сум ги доживеал многу држави, многу поголеми од нас. Ритмот на живот и така натаму. И на Јапонија која е сосема спротивно сите други во светот. Ова што се случува кај нас, ние не треба се фалиме дека во Македонија има живот невиден, дека се седи, има лумпување до 4-5 сабајли и така натаму. Никој во светот тоа не го прави. Значи, одете во странство, ако не е петок, сабота, во 10 не можеш веќе да јадиш никаде. 10:30. А тука и ние кога се запознаваме со луѓе од надвор и кога ја прикажуваме Македонија, не треба се фалиме со тоа. Тоа е срамота се фали со такви работи. Значи треба да кажеш дека има кај нас полно, ние сме добри луѓе, гостопримливи, имаме полно обави работи што можеме да ги прикажеме во Македонија. Имаме земјоделие невидено, имаме места туристички што може да ги посетат, ама се фалиме со ноќен живот. Значи, кај што знаете какви услови имат надвор и се таа. Ама тоа се прави во петок и сабота. Не сега, после децата страдат. Што викаш дека работничката доаѓа, се враќа во 3. Како да работи? Па како да работи? Како да учат децата ако доаѓаат и секој ден роден ден? Секој ден има роден ден. Секој ден роден ден. Што се случи? Тоа се случи со мене на едно предавање. Да. Значи, почнува предавањето од околу прво се по распоред до 8:30, и па тие ќе побарат во 9, бидејќи треба да дојдат на толку, не? И една група имаше едно, тоа има едно 10 години, и сам предавање. Тоа е еден пример за ова што тоа значи. Мала група, релативно околу 7-8, почнува предавање. Гледам после половина час како да не следат, нешто се случува. И го прашувам еден, вие зашто кога као легна кога? А не, вика професор, околу 6 вика се врати. Добро. Вие? Не, ја вика кој 4 така нешто. Вие? Значи, од тие 10 души, 8 поминале 3 часот пополнок. Зашто ја предавам ова? Не знам. Некој ќе каже нешто. Затворам. И сега тука почнува тоа прашање. Што се случува? Јас сум бил во неколку земји, например во Париж, каже ноќен живот во Париж, студенти. Имам можност да живеам во еден стан, еден месец дена, веќе кога говориме за тоа, имаше 20 студенти. Тие излагаа само еднаш неделно. Или петок, или петок вечер сабота. Недела никако. Дури вика ако не отидеме 2 пати на предавања, нема право да полагаме. Во 8:00 мора да е на предавање. И не знам што, ние што кај нас е тоа незамисливо. Се доаѓаме до една клучно прашање. Мислам, ние можеме да ги кажуваме нашите доживувања. Што е со системот? Дали тој систем до тој степен е дерогиран, односно пропастен, како би рекол, урнисан, да вие повеќе во тој на таков начин не може да се обратите? Како да го направите тоа? Добро ќе беше ако кад имаше еден министер вечер во Сонос. Директно ќе ни одговореше. Значи не е само вие ако ја побарате вината кај децата, односно кај тие кои имаат 18-20 години, тоа не знам дали е вистинското одговор. Не, јас мислам. Она е влезено во тој систем. Тешко може да се ископча од него. Јас друго дури тоа ископчување на некои деца кои се однесуваат на таков начин, ние ги правите несреќни. Им се смеат во друштвото. Дали можеме? Бубалицо, не знам кого. Да. Тоа стои. Професора, дали можеме нешто друго, еве вака, да не изборуваме толку за системот, секако нормално, но дали можеме да тргнеме од семејството?
вие сте, нели, оној кој што веројатно им предава на студентите што е тоа или колку е тоа важно. Ако тргнеме секој од нас овде поединечно, оние што не слушаат веројатно од утре, двајца, тројца е доволно да тргнеме никако напред, веројатно е тоа никаков почеток на, нели, на освестувањето или не е така? Не сум убеден дека тоа можат мнозинство да го разберат. Во тоа е проблемот. Дека ако во семејството... Атмосферата е... сепак се сложувам со тоа. Добро. Тоа зависи од родителот. Добро. Но колку е неговото време? Ја мислам дека 50% од родителите на возраст деца од 14 години они тешко можат да комуницираат, И веќе ни кажа, имам психолог, барем покажуваат да тие ни кажа. Тешко се комуницира со него, мислам тешко. Нели, Вие денеска дури за денови не можете се сретнете со него. Знаете што има еден комшија, јас ова, мислам еден сосед, го прашаме на своје, зошто рано толку излегуваш? А викат, ние со деца да не се гледаме и кога ќе се видиме ова, ќе видат тие одма барат пари, а јас немам, морам рано се бајле да излезам од дома. Затоа што навечер тие излегуваат и ние не се сретнуваме и немаме проблеми. Тоа се вика да тој со две реченици го пишува самиот систем. Моите деца излагаат, тие се враќаат до 3-4 са бајле, тие спијат, ја излегувам, тие се враќаат и така почнува да ритам. Волку ли е страшно? Ама, ајде да видиме, какви избори имаме. Тука сме сите, и вработени, и родители, во различни улоги. Следиме што се случува околу нас, се што се случува во средината се одразува на нашето живење. Ова што се случи последниве години е вештачки креирана средина, која се случи многу наеднош и многу брзо, и ние на човечкиот ум му треба време за да може тоа да го асимилира, да го разбере, да го доживее и да изгради продукт со кој ќе одговори. Меѓутоа, ние, бидејќи на крај крајшта сме единки, кои сме актери на сопственото живење, а сме одговорни за сопствените деца, јас би ги упатила зборовите до родителите. Родителите, значи, секој родител треба да биде многу интензивно свесен дека е многу важен модел и пренесувач на било што во животот и живењето на своето дете. Ако јас имам чувство дека мене ме надвладува системот, тогаш имам проблем во можноста да влијам позитивно врз своето дете. Значи, јас требам да бидам свесен за реалноста и да ја проценам таква каква што е. И да си го поставам прашањето, што сега? Што сакам јас да му пренесам на моето дете? Кога мене, работам и советување и со родители, и со деца, кога ќе ви постават родители да сакат да фатат на цака, сега вие што ќе правите во ваква ситуација, во вакви ненормални услови? Па добро, викам, вака отворено разговарате со вашето дете. Значи, мене ми се овие условите и ова ми е контекстот. Јас какви избори сакам да направам во животот, за да јас да можам да живеам и поквалитетно и поздраво. Јас осама се согласувам со гостите кои кажаа сега дека ние навистина немаме поддршка во системот. Во ред ситуации кои ќе се најдам, споменавте, надвор ќе го викна детето кај директорот. Во овој случај не го праќаат детето кај директорот кој ќе направи проблем, адолесцентот го праќаат кај мене. И навистина се повеќе сум свесна дека имам потешкоти да пренесам било какви вредности и да го скарам детето, бидејќи немаш систем на поддршка во системот кој детето вели, ама знаете, не е така, па тоа не е толку важно. Може да дополнам, само нема да ме прекинам. Само во мојата работа, тоа би било вака. Значи, јас имам помошен тренер и сега, ако ме нема мене, играчите може да му кажат све што сака тие, пошто не е првиот тука, така? Него јас викам на играчите, кога мене ме нема, тоа е за вас закон. Ако било кој се има проблем нешто и тој ми кажа, значи како да си ми кажал мене, како да се спротивставил на мене, така и директорот ако ги упатуваат кај психологот, треба да каже дека не јас, тај одлучува. Кој што ќе ги не само системот горе, него во вашето школо. Не може да сум јас директор само и да сум само директор. Значи одговорноста да не поднесувам јас. Ти си одговорен како директор за уредувањето, за чистотијата во школото, за редот, за дисциплината, за активностите, за надпреварувањето и на крајот основата за учењето, за програмата која е дадена за совладување. Значи, одговорноста кога тој ја дава на наставниците, не се тие пилни
и наследниците кога се во директен контакт со учениците се директори, а директорот треба да го направи тоа. Добро, овдека имате вие, примерот вие што кажавте, како добро ве разбрав, вие проблем имате со родителите имате, кај што родителот се наоѓа, над системот се наоѓа и се и кажува, ги немам ке ме на родителски кој казавте, родителот вика, ај ти ке ми кажеш за моето дете. Така е, да. Веројатно и на вас ви се случува исто, ти ке ми се направиш паметна, ке ми кажеш што е реално. Нема време, најдобро дел ти нема време. Се јавам на 2-3 телефона ке сеам, што е тоа ке сеам. Помошен тренер е. Ако ја не сум родител, вие сте тие кои што се грижите за здравјето на моите деца. Тоа не постои во системот. Тоа не постои, да. Имате одврзани раце да пресечете во таа ситуација, да кажете што е до тоа централно прашање. Ама ја тоа го кажам на наставниците, вие сте родителите од 8 до 15 часот, вие сте родители. Образовниот систем не го воспитува детето, во тоа е проблемот. Образованието и воспитувањето во најголем дел од систем се две работи кои се многу различни. Ние како образовни, да земеме универзитетот, факултетите. Дали сме ние воспитно образовна институција? Као факултет? Не можете воспитно да бидете, тоа се личности готови. Не. Дали преку тоа образувајќи го човекот, оспособувајќи, што викате вие, го способуваме за некакви морални вредности кои тие така се кажува, тоа е некој скриен курикум. Тоа нешто мораме да меѓу тоа и да им даеме до знаење дека тие мора се однесуваат по тие вредности, поштеност, работливост и не знам што, во тој контекст позитивните вредности. Објективност. Но системот тие не ги испорачува на таков начин. Во тоа е целиот проблем. Затоа ние имаме проблеми. Ја не ги знам тие искуства на средно образование до кој степен се дојдени, но ние кога ги добиваме децата, односно кога ќе дојдат на прва година на факултет, некои се однесуваат како да уште продолжуваат во гимназија. Ја да ви кажам некој пример, нема вие да верувате како тие се однесуваат. Нема да верувате. Професоре, може да ми дозволите исто ве прекина информација, може да треба стварно да довршите. Јас сакав само во таа насока, помошник тренер и тренер, што значи или директор и психолог, што значи. Само заради тоа може сакате да се доискажете за мислата што имавте претходно, зашто системот не ви дозволува да бидете. Дали имате моќ, може би е тежок збор, ама дали имате можност да го кажете своето мислење и така никаде да пресечете? Тоа зависи и од начинот на комуницирање, од начинот на како се чувствуваме себе си, начинот како комуницираме со другите. Во еден случај овдека малку беше споменато дали да има контрола. Никогаш не сум за контролата на детето. Значи сметам дека тоа треба да биде меѓусебен однос во кој што постои разбирање. Меѓусебен однос кога што ќе постои дефинитивно транспарентност во односот и родителот ќе биде подготвен да објасни зошто и го завзима некој став. Значи на тој начин и се остава простор, се пренесат вредностите, принципите и интегритетот на родителот. Кај нас е проблем што и родителите денеска се збунети околу сопствените вредности, па дали тие сакат да ги пренесуваат, па како да се соочат со конфликтот, тој создава една морална дилема. Значи, кога родителот го изгубил моралниот етичкиот компас, како ќе му го пренесе на детето? Значи, еве, лична ситуација ќе споменам. Јас како психолог пренесувам сите тие, ми помага многу психологијата и ги учам, нели, меѓу другото, честност, ги учам внимателност и коректност моите деца во комуникација, да не бидат да не се тепаат, да не му го отежнуваат денот некому. Од друга страна, родители други, нели, пренесуваат потешкоти како моето дете тогаш ќе преживее во средина која што е често пати агресивна, непријателска, како ќе се брани, значи, моето дете. Што реално, значи, оно што и сега дилемата си ја има самиот родител. Моето дете нема да може да преживее во оваа средина. Мислам дека родителите треба да не се колебливи во вредностите кои првично ги имаат во себе. И да понуди дека детето да умее да знае дека ги има двете опции кои треба да се прилагодат во одредена лична ситуација. И да избере. Со тоа што потребна е комуникација да ја користат родителите во неразлични ситуации. Често пати некоја агресивна игра која ја игра детето, Counter Strike, што игра таму сега GTA. Моето едно време кога играше GTA, јас се гледам таа игра, нешто гази по луѓе, пука, викам, зашто го изгази човекот? А он вика, ајма мама, нема врска. Не, чекај, викам да разговараме, дали ова е нормално така да се движиш низ собраке и да газиш кога ќе стигнеш. Значи, и Том и Джери, како се тепаат меѓу себе, може да биде
повод да разговараме со децата, за детето малце по малце, тоа не може во глобала како цел систем да ја впие вредноста. Не, на детето ја преку нашиот тон на глас, преку во различни ситуации кога ќе изразиме одобрување или не одобрување, го чита нашето однесување. Затоа повторно би се вратила на почетокот што го кажав, на самото почетокот на моето говорење, родителот да се верува на себе си и да биде свесен колку интензивно модел за своето дете. Може да каже кај нас дома се знае зошто ни е важно поздравувањето. Може би овој човек и не знае да се поздрави како што треба, меѓутоа јас ќе кажам дека мене во светот и во средината ми помогнало многу добриот збор. Пристојното и културното говорење некојаш ќе ми овозможи полесно да поминам и побрзо да поминам, наспрам некој друг што молчаливо и намуртено седи во позадина. Значи свесна сум дека имаме многу вакви проблеми кои ги спомена професорот, гимназијалците ги имаме кај нас. Меѓутоа сакам да кажам дека во главном сум по оптимиста, бидејќи децата се многу подготвени да го дискутираат, да говорат и ако со почитување во комуникацијата со нив настапуваш, подготвени се да го разгледаат мислењето, дури и кога го спориме на ова ниво, системот поинаку гледа, во ред дете, ајде што ќе правиш во таков систем и како ќе успееш сепак, нека е кратенка, меѓутоа како ќе ти кратенката помогне кога ќе станеш пред сериозна ситуација, дали тебе која информација може ти биде корисна. Така да мислам дека како возрастни треба многу да се смаѓаме во комуникацијата со децата и да размислуваме. Рекламите со некој што ќе ни ја прекина дебатата, после ни продолжуваме. 20 години боледувам од бело дробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г132 плюс Натурал е мојот избор. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Да, нема замена за семејството. Се враќаме повторно на семејните вредности и само ако таа заедница вели емотивна заедница, односно заедница во која има љубов, тогаш таа на детето може да му овозможи потполн емотивен развој и психичка сигурност. И јас само ве прашувам, има ли дозирање на љубовта? Може ли таа да се дозира? Преска се спомена. Да, чисто да се обидам тоа да го објаснам на еден Може ли преку собствен пример да ни го објасните, а не толку социолошки? Тешко, видите. Може некои работи веќе се избеднати, моите деца се 33-4 години. Ке се сетат? Али можам да кажам само една компонента која често е вака во тие разговори, ја спомнувам. Децата дури се во тие години, они мора да знаат дека нешто ако прават, морате да им забраните строго да не го прават. Нешто лошо ако прават? Ако прават, значи, тоа се создава таа, како би рекол, таа ментална матрица дека тоа мора да знае дека родителот, ако направи нешто, ќе реагира остро на тоа. Има нешта кои тие треба да ги прават. Да изградите авторитет кон него, така, добро. Таа е негова, она што е, како рекам, автономна сфера. И има една друга сфера која што таа се формира заеднички. Тие се тие разговори кои што ние често во тие контакти. А каков бевте како родител? Сега извинете вака, ама би сакал освен социолог да не бидете овде и максимално либерален. Добро. Максимално. А во кои ситуации бевте строг? Либерален во смисла строг, ако нешто се случи, тогаш реагирам жестоко. Моите деца растаа на Џон Кенеди. Ке што живеев јас, тоа веќе ги кажуваме тие искуства, доле под една од тие кафани се продаваше дрога вака на водата. Можевте да видите? Може да видам, да. Дури една се случи ова, синот доаѓа, тој беше гимназијалец и вика,
Абе, доле, вика, продава еден калашников, дали како можеме да го купиме? Зошто бе? Ќе пукаме, вика, некојаш. Дојдуваме до тој степен, пазете, не, чекајте вие. Али го држите, го држите во тоа, околу него, во неговото друштво, сега можеме да кажеме дека има дистанца, има 20 години, во неговото друштво имаше колку 4-5 кои беа зависници, некои завршија доста тешко и така натаму. Но некој издржа во тоа. Вие, ја вика, можеш да пушиш ти тревата, сакаш, тој или татко ти може ќе запали, не. Али игла тоа и видете, му вградувате еден код кој мора, ама тоа вака го кажувам сега, од дистанца од 20 години. Еден код кој што тој мора да го разбере, затоа што е сурова средина. Многу сурова средина. Нема кој да ви помогне. Вие сте цел ден на работа. Деца се оставени. Знаеш, случај имаш на школа, одам тамо, еве ова што го искуство. Зашто тие седен играат тука во дворот? Зашто сте овде? Да вика не избрка учителка. И зашто ви избрка? И тие, затоа што школото беше таква како што беше, прозорите ги кова со шајки. Тие бегаат, ова, заврши, чекаат, избегаат. А зашто да не одат? Чекаме, вика, да си земе торбите, да си одиме дома. До таму, школскиот таков е системот. Системот. И она сега како да охрабрите? Ако направите да биде, да прифаќа правила на убаво однесување, тоа не знам сега како родител зборам, до кај ќе го доведите? Нема тука убаво однесување. Ако одите на друга крајна да го ставите, може лесно да настрада. И секоја го правам тој ова баланс, би рекол, на тоа, тие 20 другари кои што се движат тука, половина не знам како заврши однос. Таа е таа средина за која ние говориме, затоа што тоа се распаѓа системот, борба за живот, губи работа, дома се расправа за екзистенцијални прашања, децата се оставени. И како шлак на седо тоа ти има негде околу години, 4 до 5 одделенија, тоаш почна овие видео игри ова, и да се кај бе, абе гледаме, вика, поарно филм. Како филм? Поарно филм. Тие се оставени, пазете, затоа што во другата семејство оставено си играат нове. И се ви однаш се запрашате што се случува. Али оној момент, тоа е мојата поента, не? Морате на детето да му се придружите како пријател. Да се доближите. Авторитетот никаде нешто да најдете. Не авторитетот, како пријател, дека овој пријател кој што разговара со вас, кој што комуницирате, не ви мисли лошо, ве остава да колку толку слободно се движите, но очекувајте да реагира жестоко ако направите нешто лошо. Мојот син пред мене не запали цигара до 30 години. Зашто му рекол, ако те видам да запали цигара, добиваш еден таков бокс, не знам заби дали ќе ти остане. Бокс? Така се вели. Така се вели. И он секоја што го има, дека тоа не треба као во таа смисла. Многу сетливо тоа. Јас како социолог би завршил со тоа. Мене ме интересираат тие поопшти процеси и кога го говорам ова не како песимист, но знам дека најголемиот дел, мнозинството во ова општество што говори Џоко, нема ваква средина како во Скопје. Нема. Дете оставено до 3, 16-17 години до 3 во кафеа. Тоа треба стани се дојде на школа, дојде на факултет, така. А нема сега до 3 веќе, или има уште до 3? Кога влегува, или кога влегува тој систем, за кратко време он се губи, друштвото си она што го прави своето и добивате што ви градува, кој да работи. Зошто да работи? Зашто да работи? Работата за него, вредност повеќе не постои. Мислам, не постои. Таа ќе се јави покасно малку, но се губат тие златните години негде меѓу 18 и 25 години, кои се многу клучни за ова за да се вратиме сега и на пајнат. Мислам, кога говориме за сопствените искуства, суровоста на родителот може да роди некој резултат, но од друга страна може да ви даде благите форми, родителот е пријател, мора така, ако така го доживее, најверојатно е најголемиот успех, без разлика за све. Дали е сиромашно семејство, дали кој екзистира, дали има проблеми, нема проблеми, он мора така да го разбере. Мора и јас тоа што сум го приметил на пример кај мене, кај нас двајца, ние се прилагодуваме. Од друга страна па мораме ние па да бидеме свесни дека ние мораме да се менуваме. Родителите. Значи ние се сакаме па да тераме, затоа преска спомнав се. Ние пробуваме двајцата да ги едуцираме она што ние мислиме дека е нормално.
Па ете, ние што мислиме дека е нормално. Ама тоа ние го базираме врз база на информации што ги добиваш од школа, од средината, од идење на спортови и така натака и го градиш некое и пробуваш да некои работи ги одложиш, ама не можеш да ги забраниш. Значи не можеме ние на керка ми да ги забраниме да има мобилен телефон кога веќе сите имаат. 90% од нив имаат мобилен телефон. Сва среќа она па има уши во школа во која што има и од домот деца и екстремно многу богати, па има кај не се случуваат, па и класни разлики не е нормални. Деца тешко доживуваат. Да, ама од друга страна па и ние тука делуваме, го гледаме тоа, го знаеме. Имате 40, во другиот клас има 34 деца ги има. Знаете што е тоа? Тоа е, како да ви кажам, па тука има еден друг хаос, има нели кај што ние и пак се враќаме тоа дека родителите се многу битни и кога кажам за родителите пак ќе ги споменам тие баби и дедовци, ќе ги споменам нели ќе ги бацам Само на Германија, источна Германија на времето. Као систем. Да, во населба, нова населба, таа е населба само за ова млади брачни парови, без дедовци и баби. Опа. И тие, да се видите правили колку се може. тие психолошки истражувања, социолошки, дека таму не функционираат семејства. Така. Им треба возрастни. Им треба поддршка. Да. Сериозно, да. Тоа е И кога? дека кога ќе го споите она возраста и кога Германија треба систем таква па што правиме. Највозрастните, најмладите се добија добри спој во психолошка смисла. Јас сакам само нешто друго, вака да ве прашам, дали може таа љубов која што ја спомнав во однос на тоа, нели создаваме семејство какво што нели би сакале да создадеме, љубов или не знам, да сте тука, да сте во мигот секогаш присутен. Да. Велите од 12 родендени на својата Катја не сте присуствувале само на 3. Дали и тоа е некаква љубов која што треба да ја има или топлина или во мигот тука да сте, а не да пратите подарок од некаде. Може ли да се надокнади тоа нешто? Како тоа, не може? Да. Јас пак викам све зависи од Како тоа го правите? Гушкате цело време додека не се додека ни рече тато доста ме гушкаш кога ќе се вратите? За мене вратите? децата се светиња, верувајте. Релативно сум возрастен, како да кажам, ни стар, ни млад. Меѓутоа, мислам дека светот припаѓа на нив. Ние треба да живееме за нив. Јас не можам да сватам родител кој дете дојде во кафиче, јас сум застал да спијам во 11 сатот. Па јас додека не дојдам дома не легнувам, нема шанса. Значи тие знаат дека и до еден одреден период, значи многу помалку колку нивните друштва, тие мора да се вратат дома. Јас на балкон чекам. Значи тука сум, добро знаат сите и далеку поинаков од Тања која цел ден може да се растори од работа, меѓутоа тогаш кога е опасноста, таа може да заспи, јас не заспивам. Значи не давам. Не додека не се врати дома, да го видите Не давам. здраво право. Јас се јавувам, јас се случувало школата да одам таму на лице место да бидам. Значи имаат контрола тие. Не може да бидат без контрола. И јас не можам да разберам деца и родители уствари кои многу се случувало од разни периоди од трите керки која ги пуштале некаде каде што во некои прилики или ево друштво ќе одат во Маврово или ќе одат во Охрид. Па јас керка ми еднаш ја вратив Андреја ја вратив хитно подхитно дома. Назад. Значи такси ќе земиш и ќе се вратиш во Скопје одма сега. Затоа што во Охрид, значи тоа е, пак ви кажам, нема во светот таква работа. Значи тие одат на летување во Охрид. Денски спијат, цела вечер лупуваат. Значи јас нема сончење тога, тие излегуваат во 6 сатот на плажа. Кој сончење, која плажа? И целата таа стратегија е како тие да се најдат навечер. А сега кажете ми вие, значи 11, 12, 1. Тука почнуваат и тие диско клубови почнуваат од 12 некаде, така? Да. Значи тука уште не е проблем. Меѓутоа, ако седиш ти 3 сати во кафич или во диско клуб, тука веќе се 3, 4, 5, 6 пива или вина или жестоки пјалоци. Значи тука нема веќе контрола. Значи после 3 сати нема контрола. Мојот син на 4-та година гимназија сведен отворија кафеана. Да. И ме даде еден ден заработува, сега кажувам, има дистанца поминато е. Да. Го слушам, не е тука во Америка, го слушам, че стариот нешто не е во ред, не. И одам на школу, одам ова, и тие ми се вата таму дека вика зашто сте го отпишале од ова? Како сум го отпишал од ова, Од училиште? И што бил проблемот? Отвориле им дал кафичите, ноќе работа, не одат на школа,
И одам да видам што се случува. Во кафичето ти? Кафичо, да. Тие седат и излегува една тие камерка, фino така. Кај се викам газдите? Таму вика пиуцката напросто. И ја нормално сега како реагирам со плоца на вратата, што? Тој вика си чути, вика авторитетот ми отиде све. Порас тотален, мислам порас тотален. Фала Богу, тој човек ја заработија кафената и ме земе. Али сега доаѓаме до она поента што сакам да кажам. Кога иде во Америка, неговиот систем може да се промени. Нема виша. Нема неодењена настава на факултет. Да. Ако сакаш нема ова, односно Јас ви кажав, доаѓаме до таа клучна компонента. Клучна компонента. Он е надвор, системот него го веќе го форматира, иако американскиот систем на вредности во и поглед е индивидуализиран. Ти како да успееш во животот. А ти што ќе правиш на некој начин, тоа е друга димензија. И али мора да седи таму, мора да учи, зато таа школа толку вреди, излегува ќе има работа и веќе системот е некако функционира во таа смисла. Добра, ама овде сега ние не можеме тие компарации да ставите дали не е малку. Иако разбирам вас на вашите години. Максимално да водите сметка. Се до онен момент, додека тој после 18 години нема те праша ништо повеќе. Па и мислите така? Може да разговараат? Да. Меѓутоа треба да создадеме самостојна автономна единка која ќе може со нас да разговара и преговара и да биде одговорна за секоја постапка од своето живење. Знаете какво време дојде сега во Македонија? Главна карактеристика. Мислам дека и во Србија и во балканскиот дел, не знам дали надвор е на такво ниво ниско, меѓутоа сега е време на скриените критичари. Значи, сега за било која тема да напишеш на овие социјални мрежи и почнува сега тука кој е похрабар. Во пцуењето, во вреѓањето, значи време дојде на тие луѓе кои што не можат од дворот да излезат надвор, тотално неуспешни луѓе. Ме сваѓате? Тие се хероите. Значи тие се хероите. И сите вредности, значи напишете за најквалитетниот, највредниот, па ќе имате еден серијал на такви плукања да се грозиш да ги прочиташ. Сега таа е средината во која ние треба да ги воспитуваме децата. Некој треба да се избори со тоа. Тука родителот одговорност на родителот е таа. Најмногу зависи, пак викам, од нас, зашто не го завршив пред малку, беше пауза. Значи не е битно кој предмет се работи. Може да е најтешкиот предмет во школа. Ево математика може да биде. Меѓутоа, ако е професор, ние сите сме поминале школа, знаеме, ако е професорот квалитетен педагог, психолог, ако е квалитетен во струката, ако има методологија квалитетна, тој ќе ги натера да го засакат предметот. Ако ти имаш професор кој што вика, види за ова плата и доста што идам јас на школа, па пуштени се, па можат, ја да сум наставник во школа и мене да ми качи некој нозете на таму. Значи, и тука има, со оглед на тоа дека сум педагог години, работам. Значи, не е успехот да го избркам. Успехот е да го променам, да биде позитивен. Така. Одиме со уште еден блок реклами, па финишираме. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам.
Кај вас? Ева, се враќаме. Овие работи. Така? Дали може? Барајте ги најдобрите таму. Потенцирајте ги. Вредноста се отидени, тотално имате право дека вредноста е дека успешен човек се станува преку ноќ се станува. Преска го спомнавме, само со добри луѓе и одеднашка што правиме муват понатака? Кој едукација тука, кој воспитување ти ќе ги наметнеш на некој кој го гледаш тоа дете кој што може да седи и за него не важи закон. И вашите деца што да кажат. Тоа е херој во тоа. Се сеќавате ли кали на некое време кога, не знам, можеше некој да ви каже, знаеш ли ти јас каков ќе јадев на твои години или не смев да им писнам на постарите или ќе слушаш Јоро ќе играш? Па тоа ние А вие сега многу права си земате, вели што со ваква младина? Се сеќавате на некој таков муабет од вашите? Ја тоа го кажувам се. Го кажувате? Па ја тоа го кажувам заради тоа што мислам едукативниот систем тогаш кога бил таков како што требало да биде и потполно се сложам со вас дека тоа било. Сме искачале, сме заглавувале до 30, сега е опасно да се заглавува до 30. Мислам, се сложувам потполно дека е така и ја пробувам тоа да го наметнам на нашава генерација, ма и ние мора да се промени. Мислам, се е тоа супер, нели овака, ама не знам, идат сами у школа. Порано јас сум идел у аеродром, живеевме и учев у центар. Прво одделение идев со автобусите. Сега кај ќе пуштиш некој со автобус, кога пуштиш, мислам, тоа е на 9 годишно, 10 годишна возраст. Да не зборуваме за ставот кон геј заедница, за прашање за абортус, религија. Можеме и кога можеме, еве како психолог, кога треба да ги наметнеме тие прашања и тие се дел од некакви традиционални, имаме од една страна традиционални семени вредности и од друга страна некои нови споменавте видови преска, или вакви. Споменавте преска дозирање на љубовта. Љубовта никако не би ја дозирала. Не се дозира. Таа треба да се дава безгранично. Меѓутоа, секако дека треба да се дозира информациите кои им се даваат на децата, соодветно на возраста, кога е доволно развиен одреден мисловен и апстрактен процес, а нема искуствено, за да може да му пренесеме некои информации и да му пренесеме веќе потешко кога треба да се објасни за вредностите. Мислам дека учењето на децата да ги прифатат разликите и да бидат толерантни кон разликите, ова му е тешко на секој човек, зашто првична ориентација ни е егоцентричноста, па да си поаѓаме од себе и да сме нетолерантни кон се што е различно од нас. Секако дека кај младите луѓе ова буди многу дилеми и предизвика како да се постави во таа ситуација. Родителите би ги упатила нека разговараат што е можно повеќе на овие теми, нека користат вакви ситуации, вакви разговори, нека користат добра ли е таа ситуација кога пријател стануваш со своето дете? Треба ли да им кажеме или кажеме на своите деца дека ние сме им најдобрите пријатели, дека секогаш нели пријателите се тука за нив, но ние сме оние кои што веројатно први во секоја ситуација ќе им помогнат, па и со одење до таму и зимање и помош. Родителот не може да биде докрај пријател на своето дете. Пријателот не поставува нити ограничувања, ниту рамки. Родителот, за жал, треба да го постави баланс, каде што ќе ги постави и ќе му укаже зошто е важно да ги биде свесен така границите. За среќа. За среќа. За жал, за среќа. Родителот ги зацртува насоките. Меѓутоа, детето треба да ја разбере логиката, за да не го прави нештото само затоа што му е наметнато од авторитет. На таа возраст да се бунтовни и да се инаетливи. Ако детето му овозможиме низ разговор да се испита своето мислење, да почувствува несигурноста, а да ги отвори очите да види што му нудат, за да стане поотпорно на оној негативен конформизам кој е типичен на таа возраст. Значи да ги разградува информациите, а да не ги прима во готово, да не му биде првата движење кликот на не ти се допаѓа, за да го прифатиш денешното хејтање кое е многу присутно меѓу младите. Затоа ќе кажам нека ги користат разговорите. Само прво самиот треба да размисли што точно мисли нешто на запаричникот. Не ми се бинди, само мора да го констатираме, велите, се повеќе децата не гледаат како само од, нели, како паричник, како
од тој аспект или од таа страна? Практично е. Практично. Секако. Треба да бидеме свесни за таа улога. Меѓутоа, И судике да бабе ќе иде најдеме, по паричникот. споменавте преска, јас сум присуствувала и сум ги организирала сите родни дани на моите деца. Јас имам и близначки од 11 години и адолесцент од 16 години. Сега знам дека што му е значението на адолесцентот да го помине со врсниците, меѓутоа дома можам да организирам нешто што во моментот ќе го одбележам, за да го имаме чувството на споделување и на заедништво. Еве ќе кажеме на пример со алкохолот, минатата година децата, значи сега веќе кога одат на екскурзија, точно планираат колку алкохол ќе понесат, колку за да се спопиат, ја поима немам колку толку. Значи за да се забавуваат и тој мене ми кажуваше тука, ја бројам колку алкохол ќе купуваат, викам тоа 15-17 литри алкохол за тоа. Викам, кај ќе го купите тој? Тука вика едно на големо што продаваат. Викам, па вие не сте малолетни, кај ќе го купите? Па нема каде, брат му вика има еден со лична карта ќе зема. И ми после тоа вика мама вика 300 денари са јас ќе му дам сега го за екскурзија, парите се е платено. Па вика за алкохолот. Ајде, вика, мене ќе ми дадеш време, викам да размислам, викам дали јас на тебе ќе ти дадам пари за ова. Кроз 2 дена јас му викам, не можам да ти дадам пари за алкохол. Ја знам дека како и да ќе му дам джепарец, он може да го надокнади. Меѓутоа, викам јас таму сите работилници разговори ги правам против алкохол и дрога. Не можам се најнаш јас да те снабдам и тоа помина екскурзијата, го прашувам пиевте ли? Пиевте ли? И он па не знам, вика не многу таму, а си спопија повеќе девојчињата, јас никој тајни да не одавам. Проверив јас со класната дали е точно, она стварно ми вика не би вика тоа твоето, вика Лала, не можеш да го нахраниш, вика. Само вика многу слабо, ништо не пиеш. И го прашувам, зошто викам ти не пиеш? Како ми вика да пијам кога не сум дал пари, ми вика. Вау, мене ми изненади. Се викам, си исплатеше мојава задршка. Значи, тоа беше еден пример како можеме да му кажеме што да прави со алкохолот. Кажа Калин, значи и сме се опивале, меѓутоа сме знаеле, навистина не ни помага системот. Ако во системот нема време за искачање, ако во системот нема инспектори кој ќе помине и ќе каже зашто точите на малолетник, тогаш родителите имаат потешкотија како да ги задржат вредностите, кога во еден момент најнаш улицата станува воспитувач. Така да повторно ќе кажам, многу мораме да размислуваме и внимаваме како има разговараме. Само една забелешка во само психолог. имам уште нека минутка. Љубовта да не се дозира. Не, она мора се дозира. Како мислите? Филозофски, не филозофски, не. Или практично. Не, стварно, како може да се дозира? Или давате љубов, или не давате љубов. Не. Мислам, како го се од искуство и нешто од литература. Кога се прави, кога се формира автономна личност, нему е толку потребна љубов. Ако е почувствува таа доза љубовта, може да има некаква, како ние нарекуваме, зависност дека некој по секоја цена стои позади моите постапки. Она што го правам. Дека тој никогаш нема мене да ме изневери. Дека никогаш нема. Тој е мој родител и не знам кој е. Дозирањето укажува само на тоа кога се формира автономна личност. Тоа сакам да го кажам. Нема, дека е љубовта повеќе не е само како љубов да ве гуштам и да ве сакам, Не, љубовта е станување, разговор, Родителите не треба да ја мешаат љубовта со воспитувањето. Се дозираат насоките и зборовите на кој начин го насочуваме и градиме автономна личност. Значи, нас денеска создавме го споменавте Америка, во психологијата сега се говори дека во Америка се создаде нешто што се вика overparenting. До тој степен се задоволуваат потребите на децата, да потполно се губи чувство за границите. Тоа е тој егоцентризам во кој што ние понатаму може да се раземе. Тука треба малку да запреме, да застанеме и да кажеме, чекај, затоа реков, не може да му бидеш секогаш и пријател на своето дете, ти мораш да го скараш, некогаш да му кажеш критика, да го насочуваш, да му забраниш, да му кажеш врати се дома во тоа и тоа време. Ова е затоа. Затоа велам. Дај љубовта и тоа е љубовта, кај што имаше казнување и наградување, кај што и мора да знае зашто е, ако е казнато, зашто е казнато. Дека е заради љубовта Ама пак се враќаме нели околу тоа што е нормално. Љубовта помага да се преживее казната. На детето. Еден ливански поет, писател и филозоф Калил Џибран има напишано вакво нешто, вика вашите деца не се ваши деца, вие треба да им дадете љубов, но не и своите мисли, бидејќи ти имаат собствени мисли. Треба да се обидете да бидете такви какви што сте, нели вие како родители, но не посакувајте тие да бидат како вас. И сега за крај, веројатно е најтешка улогата, она нашата или
нели на сите овде да се биде родител. Како да се биде добар родител? Знаеме или кога сме свесни дека сме добри родители? Кога децата ги вадиме на вистински пат, кога децата не скршнуваат во патот, кога сме ние позитивен пример. Позитивен пример. Значи, не зборувавме пред малку за пиење. Јас му забранувам детето да пие, а јас пијам. Јас му забранувам детето да излегува, јас излегувам, доаѓам ние едно време. Зборуваше и... Значи, јас треба да сум позитивен, како и во работата, во институцијата, така и дома. Значи, јас морам да сум пример, јас морам да сум како татко идол. Јас сум го гледал татко ми така. Јас сум бил машко, па сум доаѓал кога ќе ми кажале 12 во 12, некас ни 5 минути. Во 12 се враќав дома од почитување према нив. Значи, така треба да се поставиме према децата, да нормално дека сега децата се многу поинтелигентни него порано. Тоа нуди значи животот, можностите сега што ги имаме многу повеќе него порано. Значи да ги усмериме. Јас кажав, ако сакаш детето да фати еден правец, сигурно дека многу повеќе можам да му помогнам јас на детето во, како да речеме, мојата сопруга е лекар и големата ќерка беше лекар, али имаше трасирање на пат. Како, што значи тоа, да не се плаши од медицина, да не се плаши од тоа. Значи, таму каде што сме ние специјалисти, ние можеме да помогнеме. Значи, јас не сум, ќерките мои не се фудбалери, како што сум јас фудбалер, за да ги усмерам кон мојата. Меѓутоа, за тоа што тие се талентирани или предодредени, или ето природно се талентирани за некоја работа, ние треба да им помогнеме. Да им помогнеме до одреден степен. Не ти ќе бидиш ова, него тие ќе сватат дека ти ги подржаваш во границите на твојата можност. Нема сите големи можности да децата да бидат тенисери, тоа се сега големи пари во кои се вложуваат, дали скијање или тенис или така натаму, не можат сите да го направат тоа, меѓутоа детето треба да види дека го поддржуваш, дека му даваш и љубов, и поддршка, меѓутоа и реалност. Во која... Калин, само уште вашето мислење, јас се извинувам, немаме доволно време или сега уште вие како или го знаете ли ова или ви се допаѓа ли ова? Освен ова што го спомнавме пред малку, сега па новите генерација пак, нели, мене и се малецки децата, изгледа дека најмали ми се. Уствари на двајца. Помали од фруците. Многу разговор треба. И се сложувам, потполно се сложувам со вас дека тоа е она што ствари фали кај родителите во таа спрегата, таа фамилиарната спрега кај што нели темава денеска што ние зашто сме тука, поради немањето на разговор, вредностите се тотално се изгубени и тој разговор треба да биде квалитетен да биде, а не да биде квантитетен, само сум направил разговор. Мене ми се случи пред некој ден со еден другар, со пријател, уствари, го гушка своето дете и ова го гледа, вика, зашо ме гушна? Ја срам ме фати, мислам, не знам, основни некои работи не се во прашање, камо ли да правиме мове за разговор некој, што они двајца би требало да го имат, а ние цело време тоа го правиме. Затоа и онака цело време дека треба разговор треба. Со секого треба разговор. Ние двајца, што таму не стануваат и најголемите проблеми. Ако немате вие разговор од самиот старт, што очекувате, мислам, кога ќе дојдат они негде кај на средно училиште или факултет. Добро, отворивме многу теми. Ви благодарам на сите што денеска бевте гости во телевизија Нова. Семени вредности. Неговите деца се мали, он уште не да што очекам. Тоа зборува. Ќе видиме пак нова тема мисли, тоа пак ќе се направиме. После памти, после 15 години ќе се најдеме. Ви благодарам, драги мои, што и вечерва бевте заедно со нас. Се гледаме повторно и следната сабота. Довидување.